Ординациите на матичните доктори преполни со хронично болни, кои од вчера притискаат да добијат термин кај докторите специјалисти за да може да ја продолжат мерката за ослободување од работа. Откако министерот за здравство по средбата со Сдруженијата за ретки и хронични болести го одложи рокот за враќање на работа, сега пациентите со хронични диагнози мака мачат да стигнат на ред за потврда. Рокот за обновување на потврдите е 22 септември. Оние кои нема да извадат документ на 23 ќе треба да се вратат на работното место. Матичните доктори велат, термини нема до крајот на месецов. Пациенти со диабет, комбинација со мозочен, со инфаркти, каде што имале карцином на порција вагиналис утери па со катаракта, така да за сите тие не можевме да најдеме термини соодветно за да може да закажеме, бидејќи се е блокирано, па кај таквите пациенти даваме упати за 7 дена и да се најдат некако да ги излоцираат овие специјалисти и да видат дали на дежурство или кога ќе ги најдат во консултација со нив да се види каква ќе биде понатамошната препорака. Во системот Мој термин црвено светат речиси сите специјалистички прегледи. Така, например, во кардиолошките амбуланти, каде има и најголем интерес, има само 10 слободни термини во клиничкиот центар, но ниту еден слободен термин не е за кај лекар специјалист. Иста е и сликата за пулмолошките болести, кои се и најзасегнати од вирусни инфекции. За овие пациенти слободен термин пред 23 септември нема. И пациентите со хронични болести преку социјалните мрежи алармираат дека термини за преглед нема. Стравуваат од рокот е куси ќе предизвика хаос низ болничките ходници. До кога вака без предходно поставени критериуми? Ова беше дополнителен стрес за сите, со препораки преку ноќ, воопшто необјаснети, создадоа хаос и вознемиреност. Специјалистот пулмолог, кој ми ја знае целата историја на болеста, единствен во Источна Македонија, исто така е дома како хроничен болен. Се давате во краток рок да се малтретираат луѓето, да се прават гужви, а не мислите дека тоа може да биде потенцијално жариште на вирусот. Министерот Филипче ветиот и ќе се креираат дополнителни термини во попладневните часови, за да може да се опфатат сите хронично болни пациенти. Оние кои поради болеста нема да можат да одат на доктор, потврда ќе треба да извадат преку електронската амбуланта. Сепак останува неизвестно како сето тоа ќе функционира и дали сите пациенти со хронични заболувања ќе успеат да извадат потврди на време.